За Велишани многу добро познат настан, а верувам и за граѓаните ширум земјава. У нас за што ќе зборуваме во наредните минути е поврзано со меморијалниот турнир во чест на Зоран Паунов, кој оваа година се организира по 7-ми пат. Јас не би зборувала многу, ќе ги поздравам нашите гости. Добро утро за Сашко Паунов, поранешен голман и син на легендарниот велешки голман Зоран Паунов, и Панче Ќумбев, поранешен репрезентативец, а воедно и колега на Зоран Паунов. Добро утро уште еднаш и добре ни дојдовте. Добро утро, добро venеш. Повозрастните велишани повеќе, по младите генерации може би помалку, но верувам дека сите слушнале за Зоран Паунов. Би сакала на самиот почеток од овој разговор да се потсетиме на неговите почетоци и патот на неговата кариера. Еве најпрво да слушнеме од неговиот син, а потоа од неговиот колега. Фала. Па најпрво поздрав до емисијата Утрински зрак, до телевизијата К1 за поканата. Почетоците на Зоран Паунов се во матичниот клуб Борец од Велес, кој има настапувано во младинските категории, после тоа има настапувано за екипата од Вардар. Мислам дека една сезона и 2 сезони во екипата на Битолски Пелистер, тогаш на Југословенска република. После исто во матичниот клуб се врати и таму остана до својата кариера, до крајот на кариерата. Така. Господине Ќумбев, што би кажале вие, како го паметите Зоран Паунов? Колку години поминавте заедно како колеги, кој е вашето искуство? Јас морам малци да го надополнам Саше, значи Зоран Паунов бранеше во ФК Вардар, во прва Југословенска лига и во ФК Пелес 300 прва Југословенска лига. Морам да наполниме дека, ако не се лажам, од Велес само тројца играчи во целата историја имаат играно прва Југословенска лига, тоа се Трајче Ковачев, Илчо Боров и покојниот Зоран Паунов. Тоа кажува за каков голман и каков спортист се работи. Значи јас исто мојата кариера помина во младинските школи на ФК Борец и кога се приклучи во првиот тим, Зоран Паунов веќе беше таму, беше капитен на екипата и ни беше лидер едноставно. Човек со огромна харизма, човек што знаеше да ги сплоти ново дојденците и младите и луѓето што е одстрана. И човек кој едноставно не беше како матица. Значи, многу работи научив од него, затоа што јас играв како последен човек во одбраната, а тој беше голман и соработувавме често. И носам многу убави спомени затоа што освен што на тренинг бевме заедно, многу си имаме дружено и вон терено, затоа што пак ќе напоменам, тој секогаш не собираше цела екипа, ствараше една позитивна атмосфера и сите играчи и во сабота што ќе дојдат на тој турнир, го знаат тој, затоа дојдат му одаваат чест. Така. Кога го гледате успехот на вашиот татко, што можете да издвоите како врв во неговата кариера? Па, можем да издвоим дека тој беше личност која помагаше на секој што можеше да му помогне. Беше пред се професионалец кога се зборуваше за надпревари, за тренирање и така натаму. Значи, со еден збор човек со големо срце, кој гледаше само да оди напред. И да им помага. Да. Може би врвот него достигна, според мене, не доби шанса во репрезентација на Македонија. Да. Не знам од кои причини, меѓутоа, ако некој брани во прва Југословенска лига во Вардар и во Пелистер, мислам дека заслужуваше да добие шанса, меѓутоа, знаете кај нас како стојат работите околу тоа прашање и од секогаш ги имало тие работи, меѓутоа, нема човек и од повозрастните и од помладите низ цела Република Македонија кој што не го знае. Така, затоа реков и во најавата дека сите. Интересно е тоа што иако имаше понуди од многу екипи, тој остана верен до крајот на својата кариера во Борец, затоа што роден велешенец и едноставно е икона на град Велес. Што треба да има еден човек за да стане добар и успешен спортист покрај талентот, жилбата и напорната работа? Со други зборови, што е оно што го донесе Зоран Паунов до самиот врв во неговата кариера? Видите, Зоран Паунов всушност го наследува неговиот брат, постариот, кој што ке велешани познат како Славче Свилар. Он уствари е наследник негов, меѓутоа Зоран Паунов е огромен талент на тоа време и пред се голем работник. Значи јас се сеќавам и во тоа време, значи фудбалот не беше, да кажам, 100% професионален, затоа што многу од играчите кои што играа во Борец и работеа во локалните велешки фирми. Зоран Паунов работеше во Житовардар, од работа ќе дојде на тренинг и даваше максимум, значи 2-3 сата додека се работи тренингот, значи
кај него немаше забушавање, немаше нетренирање, не секогаш бил прв на тренезите и голем работник. Значи јас се сеќавам какви тренези, како тогаш како дете кога почнував какви тренези правил Зоран, дури се чудев дека може човек на тие години такви тренези да работи и да прави. Меѓутоа сето тоа допринело еден ден да брани во прва југословенска лига. Во сабота, односно утре, ќе се случи мемориалниот турнир во чест на Зоран Паунов, кој, како што кажав, оваа година се организира по 7-ми пат. Каква е програмата, кога ќе започне настанот, кој се ќе биде присутен? Настанот започна со оддавање почит на Зоран Паунов на градските гробишта во Велес, во црквата Свети Спас. Во 9 часот ќе оддаеме почита кон Зоран Паунов и со почнување од таа почит што ќе ја дадеме, оттаму почнува турнирот од сабајле од 9 часот. Во 17 часот значи почнува надпреварот, мемориалниот надпревар кој ќе бидат екипата на Велес Борец ветерани и екипата на Фудбалската федерација на Македонија ветерани, кои и во минатите години има доаѓано во Велес, знаат за што се работи. Се надам дека велешани ќе препознаат неколку играчи, да. Значи јас вчера контактирав, значи потврдено е присутува Саша Челич, Тони Мицевски, Горан Ставревски, Кире Грозданов, Митко Стојковски, Кочо Димитровски, значи имиња кои што значат многу во нашиот фудбал и кои што сакаат да дојдат и да ствари они доаѓаат и секоја година, меѓутоа уште кога се јавуваме, кога почне организацијата, луѓето со еден збор, значи рачуна, поготово морам да ги пофалам тука јавно Битолчани, така што Паунов беше 2 години, значи 2-3 автомобили секоја година доаѓаат, значи оддаваат почит, значи тоа е заслуга на човекот кој што оставил нешто зад себе и кој што тие луѓе го ценат и го почитуваат. Дали ова година е нешто поразлично, дали има измени во однос на претходните? Нема измени, видите, мемориален турнир се нарекува оваа манифестација, меѓутоа ситуацијата моментално во велешкиот фудбал е таква да ние не можеме турнир да организираме. Нашата идеја е да доколку Борец некогаш застане на здрави нозе, да направиме стварно турнир како што е на пример Вуко Каров во Кавадарци, да поикаме 3-4 добри екипи и да се игран, ајде да кажам, полупрофесионално. Сега за сега не сме во можност затоа што кажав немаме стабилен барем второлигаш во градов и не можеме да организираме такво нешто и затоа ги повикуваме ветераните, оние луѓе кои што играле со Зоран и кои што биле во негово време. Значи мора да напоменам дека ги кажавме кои ќе додат странците условно, меѓутоа и да кажам дека велешани и скоро сите што добија покана сите ја прифатија. Значи колеги бивши на Зоран, исто велешки познати имиња кои што даваат, ајде да кажам, несебичен допринос за оваа манифестација. И идејата ни е еден ден здравје Боже, како трне кај нас, не знам, фудбалот на подобро или спортот, да овој турнир прерасне во малку поголемо нешто и еден ден тука да викнеме големи екипи и да гледаме добар фудбал. Само да споменеме уште еднаш од колку часот започнува турнир? Во 17 часот. Значи се игра една утакмица, еден ревијален надпревар. Кажав, значи голема можност за велешани да дојдат да ги видат оние бивши јасови кои што да видиме во каква форма се нели сега после подминати години. И после тоа има една мала закуска, мал ручек со гостите, да се оддаде почита, меѓутоа најдобро е она што кажа Саши, најбитно она сабалето во црква да дадеме почит, таму се собираме ние што сме, ајде да кажам, најблиските околу турнирот. И за жал, значи животот е таков непредвидлив. Чичко Зоран јас така викав многу рано не напушти. Меѓутоа, ајте, тука е неговата фамилија, тука е Саша кој што го наследи и се надевам дека тој неговиот пат кој што почна да го црта, он и е еден од основоположителите на Борец во првата македонска лига, дека ќе го изодиме и дека Борец ќе го вратиме таму кај што треба да биде. Можеби треба сега да спомнеме за она околу стадионот. Значи, да, имавте покренато иницијатива за иницијативен одбор, сакаме да направиме иницијатива градскиот стадион да го доби името на Зоран Паунов, затоа што според мене не може би, туку сигурно е еден од најдобрите фудбалери кои што Велес некогаш ги дал. И мислам дека како човек и како предсе харизма, појава заслужува градскиот стадион да го носи неговото име. Докаде е постапката со оваа иницијатива? Па видите, значи ние чекаме сега да помине турнирот.
Па да седнеме и да мора да се распрашаме, да прашаме во општина што ни е потребно за таа иницијатива. Јас се надевам дека ќе луѓето од општина ќе ни излезат во пресрет и ќе ни помогнат, затоа што сепак наместо да си градски стадион, нека се вика градски стадион Зоран Паунов Палм и мислам дека тоа е за доброто на сите. Предпоставувам дека сте горди на успесите на вашиот татко, но како се чувствувате кога на вакви настани како што е меморијалниот турнир гледате дека голем број на луѓе, негови пријатели, колеги му даваат почит на неговото дело? Така, па Велешани знаат да препознаат, нели, лик кој порано ги бранел боите на борец, кој давал се од себе за, нели, борец да биде на тоа ниво што бил. Се чувствувам јас гордо што имав таков родител, за жал прерано починат. И мислам дека треба овој турнир да го негуваме, да кажем, да секоја година да прерасне во традиција, пошто више 7 година поред планираме, имаме, значи, многу други идеи што понатаму здраве кој ќе дое фудбалот на некој ниво, кој ќе имаме градски фудбалски клуб што ќе биде стабилен прволигаш или второлигаш, да можеме, како што кажа Панче, да донесеме екипи од повисоко рамниште што се од други држави и да биде на едно повисоко ниво, а не како што е сега само на ниво на Македонија, да биде на ниво, пример, да донесеме екипа од Бугарија, од Србија, да биде малку на, како да кажам, поинтересно и за Велешани, да видат дека нешто се случува на градскиот стадион во Велес. Так. Оно што сакам да споменеме дека и вие исто така имате богато искуство во овој спорт. Од кога започна сето тоа и колку вашиот татко влијаеше? Па, вака, ја од 10 годишна возраст сум по терените, да кажам, зелените терени. Ги поминато сите школи, пионерска, младинска, кадетска, па после и сениорскиот тим. Значи, мојот татко не влијаеше на мене, туку јас гледав и учев само. Знаеш како он не ме буткаше мене едноставно, туку јас, како да кажам, сега се изразам, крадев од него, за нели да се достигне некој ниво. Но за жал кај на ситуацијата во градов и во држава е малку на пониско ниво и тука сме кај што сме. Сега се занимавате само рекреативно? Да, сега рекреативно, само не сум во ниеден клуб. Так. Дали колку е полесно за еден млад спортист да напредува доколку за свој учител и личен пример го има својот татко? Па да, голем допринос има својот родител, нели? Меѓутоа не беше и бреме, затоа да, што ти дава... дава... беше големо и се очекуваат, нели, наследникот да биде исто голем. Меѓутоа тоа е големо бреме за самиот наследник, затоа што ќе кажа, значи сепак неговото тоа што Зоран го достигне, е многу тешко некој во иднина да го достигне од фудбалерите во Велес. Зборам за голманите, затоа што постави едни високи стандарди кои што стварно се тешко да се исполнат. Имаше, да, работеше макотрпно, како што кажа пријаска, на тренинг не забушаваше, имаше доста добри тренинзи, јас го имам гледано лично и тоа е таа. Господин Окимба, вие сигурно ја следевте кариерата на Сашко, што би можеле да кажете, дали ги следеш успешно чекорите на својот татко? Видите, значи Саше беше стварно голем талент, значи тоа сигурно талентот е наследен, меѓутоа работата е, нели, како што кажа Саше, баш во тоа време кога растеше неговата генерација во Велес фудбал едноставно кракираше. И многу тешко беше да се излезе од Велес за да се оди да се брани. Значи многу е битно кога ти имаш свој клуб тука Велешки кој што се натпреварува во втора или прва лига, имаш каде да браниш или да играш. А во нивниот случај него што значи борец мислам исполни во трета лига, значи едноставно децата нема услови за тренинг и многу е тешко да напредуваш во такви услови. И како што реков, значи он носеше еден голем терет со него затоа што го наследува Зоран Пунов, а верувајте тоа не е така едноставно. Меѓутоа и самиот Зоран, јас знаејќи, значи Саше го знам од што се вика од бебенце со нас идел, значи се дружил, никогаш не го форсирал како дете и тоа е добро затоа што денеска Саше е одлична, прекрасна личност, прав човек затоа што ако бил форсиран, ако го буткал татко му уставно кажано секаде,
не е бил тоа што е денес. Значи би бил, ајде да не кажам, знаете какви разгалени детишти има денес. Саше не е, Саше е самостален маж и човек и големината на секој родител според мене не е да го направи детето успешен во неговата професија, него да направи пред се личност, човек кој што во градот ќе биде препознаен по добри работи. Ај во спортот мислам дека не успеваат тие работи, таму мора да го сакаш спортот, не може Видете, вчера имаше, не знам дали знаете, интересна случка, трагикомична случка на финалето на кадетскиот клуб, мислам, на Македонија, Академија Панде со ФК Вардар. Родителите на трибуните се испотепале меѓу себе. Значи тоа доволно зборува во какво општество сега ние живееме и какви болно амбициозни родители има. Јас само ќе употребам тука една изрека од познатиот тренер Алекс Фергусон, кој што има кажано дека најголем непријател на денешните млади играчи и млади деца спортисти се нивните родители. И тоа е жива истина. Вие мислите дека тие по секоја цена сакаат нивните деца да успеат и да ги буткаат напред? Лечат комплекси или своите неуспеси во животот преку своите деца. Значи мора, јас имам и керка и син, никогаш не сум ги форсирал да бидат спортисти, а кај мене си нели очекуваат сите како синот ќе биде фудбалист. Не, ако сака да биде, нека биде, не го форсирам. Значи според мене сам ќе си го изгради својот пат. Ако покаже интерес дека сака тренер, ќе помагам колку можам, меѓутоа никогаш нема сам да го втурнам во тие води, ако не едноставно не го интересира, значи не гледам причина зошто би го форсирал во некој води што не му одговара. Споменавте дека е тешко да се достигне она што го постигнал Зоран Паунов, меѓутоа дали мислите дека од младите генерации во Велесите некој ќе достигне приближно барем таков успех? Сега за сега тешко, меѓутоа се надевам одделено. Сега остат работите многу тешко. Прво немаме стабилен клуб. Има две младински школи кои што работат во овие услови колку толку добро, меѓутоа она што јас го гледам дека е многу тешко затоа што тие деца кои што веќе созреваат за да влезат во првата екипа, немаат екипа каде да влезат. Значи јас кога сум бил во младинските екипи на Борец, јас со душа сум чекал да дојде викенд за да стојам на атлетската стаза во Велес да собирам топки условно кажам на утакмици за да ги гледам и Зоран Паунов и сите легенди бивши на Велес. Сум растал со нив и сон ми било еден ден да играм со нив и ми успеало тоа. Меѓутоа овие деца сега немаат примери, немаат и доли гледаат телевизија. Ние од телевизијата сме многу далеко, она што случува по европските терени фудбалски, ние сме 100 години светлости назад. И проблем е дека немаме здрава екипа, здрав, ајде кажам, барем стабилен второлигаш. За жал ние ќе немаме уште долго време сериозни деца кои што утре би изиграле за регистрација. Јас би сакала уште еднаш да споменеме кога и каде ќе се одржи настанот, за да ги поканиме оние гледачи кои што можеби подоцна се вклучиле. Настанот почнува од 17 часот на градскиот стадион во Велес, покана од сите љубители на фудбалот, сите љубители кои едноставно сакаат да дадат почит на Зоран Паунов. Се надевам само да напоменеме, значи не се ќе биде во голем број општина Велес, да не се лишува помош за оние спонзори кои што сега да не ги наредуваме сите кои што ни помогнаа, затоа што тешко да се организира. Да ги собереме сите тие луѓе легенди, значи мора да имаме пред се финанси и услови. Голем поздрав и благодарност до вас како телевизија К1 затоа што ете го пратите овој турнир и минатата година и ова. Значи ви благодариме од срце и се надеваме дека оваа ваша пракса ќе продолжи и ќе поддржувате сите спортски настани во Велес, кои што за жал ги имам малку. Се надеваме дека ќе бидат многу, па да не може да престасете да има повеќе и да се дружиме само за овој работи. Само да споменеме колку време ви беше потребно за да се организира овој настан? Да кажавте дека е потребно повеќе работа. Малте не цела година, значи се собираме. Штом завршува настанот, веќе се спремате за размислуваме нели недостатоци. Затоа, нели, сега ние сме релативно нови во, ајде да кажам, во оваа работа и секогаш ќе има и недостатоци и мани, меѓутоа има и позитивни работи. Целта пред се е да одадеме на почит. Нека не замери некој, значи правиме грешки, тоа е нормално. Јас мислам дека сите ги гледаат позитивните страни на овие настани. Да, и се трудиме секоја година бидеме се ова е мемориален турнир. Подобри еден ден како што кажавме да прерастеме во еден, ајде да кажам, добар мемориален турнир кој што ќе доаѓаат подобри екипи и град Велес ќе го подигнеме на поголемо спортско ниво. Ви благодарам многу на гостувањето, како што кажавте и вие ќе ве следиме во сите спортски настани. Ви благодарам.